Почитувани, добар ден и добре дојдовте во уште еден разговор во програмата на телевизија ВИС. Овде во студиото со мене денеска е господја Нада Бајрактарова, поранешен судија, но денеска е гостин овде како автор на книгата Вечен сон, Кешио име. Книгата ја добив пред неколку месеци, кога господја Бајрактарова ми укажа чест да ми врачи еден од примероците од оваа скоро отпечатена книга. И ме заинтригира овој бежански израз, како може така да ја речам, бежанска синтагма. И го разгледав затоа што по мајка и јас сум бежанка и веднаш се инспирирав да ја побарам господја Бајрактарова да поразговараме за мотивите таа да го направи ова дело, но најпрво добар ден, добре дојдовте. И за почеток би сакала да ве прашам од каде мотивот? Вечниот сон Кешио име, тоа е вистина вечен сон на бежанците, кои што заминаа од овие простори сонувајќи за кукушките предели. Многу ви благодарам за поканата и на вистина се изненадив од вас и една друга наша колешка Данче, кои бевте меѓу првите, кои ми се јавивте по подарувањето на оваа книга, дека и разбрав дека сте ја прочитале. Многу ми е драго, заради тоа што мотивот што ја напишав оваа книга е точно тоа, својата љубов и почит кон моите предци, кон баба ми и дедо ми, и кон овој народ, кој од една цивилизација е принуден под силата на теророт и загрозување на единствено животот, нематеријалните добра животот, ги напуштаат своите краишта во 1913 година и тргнуваат да бегат во непозната територија. Тогаш не знаеле каде тргнале, бидејќи никој пат пред тоа не оделе на север, оделе само на југ, кон Солун, кон Белото море, оделе на трговија со бродови како морнари до Египет, како што кажуваше дедо ми, до Александрија, но никако на север. По овој терористички екзодус од страна на грчката војска, тие тргнуваат да бегат на север. И како што кажуваше мојата баба, мислевме дека ќе помине војската и ние ќе се вратиме дома. И затоа они тргнале да бегат кон црквата, сега е манастир Свети Ѓорги во Кукуш. Тоа била унијатска црква во тоа време и баба ми таму била и венчана. И затоа со себе не понеле ништо. Баба ми била, она како што кажуваше, товарена, бремена, и едвам се качила до брдото на црквата Свети Ѓорги, држајќи се за опашката на конјот, а со себе понела само едно ѓумче со вода и шамија, шарвета, викаше он, за да си ја брише потта. Со неја били и фамилијата, кои исто така не понеле ништо, само тоа што е најнеопходно да се загарнат некоја облека, да преноќеват и наредниот ден кога ќе поминат војските да се вратат. Таму преноќиле не цела вечер, наредниот ден веќе Кукуш горел и тие тргнуваат со целата толпа на луѓе, сите бежанци од Кукушка околија, тргнуваат на север, бегаат. И затоа мојата љубов и почит кон нивното кажување, односно раскажување, кои јас како многу мала ги доживував како приказни. Јас живеев со баба ми и дедо ми, а баба ми неверојатно убаво раскажуваше и се мислев дека се приказни. И кога се осознав, разбрав дека не се приказни, и точно кога бев на факултет, деканот на факултетот разбра дека сум од Струмица и ме праша точно ли од Струмица. Викам, јас сум точно професоре, викам, ама моите се од Кукуш по потекло, од градот. И му кажав една случка дека тогаш почина сестрата на Гоце Делчев и дека Друштвото на македонците во Софија специјално како другарка на Гоцевата сестра ја покани баба ми да оди на погреб. И му велам, немаше и кола, требаше вечер да помине, па во Струмица имаше еден камионџија Манго, тој ја носеше до границата, ти не пуштеа така да се патува, тоа беше многу дана и
како ја пречекале да присуствува на почит да ја одеде на смртта на својата другарка, на сестрата на Гоце Делчев. И тој се ме гледа и ми вика, де ми кажи како било, шо било. Јас му кажев, ама така. И викам, те молам, вика колешке, дали има некој документ или некоја фотографија баба ти? И јас најнормално викам, како не, се шо има ќе ви дадам, професоре. И јас да се покажам пред него, уште вечерта на телефон се јавив дома, оти поштата беше спроти нашата куќа. И баба вика, чедо, ние немаме ништо, вика. Ми се шарветта у раката, вика, и ѓумчето. Ништо немавме. Никој кој му одеше накало, ти нема да се врати ни слика, ни документ, ни договор. Немаме никаква, ни тапија за куќа, ништо. Имало некој што бегале порано. Имаше така, има сведоштва на луѓе кои имале нешто. Меѓутоа, они од градот уопште многу касно се сетиле дека може да не се вратат, како да ви кажам. Не им поминало ни зум, најверојатно. Најверојатно е тоа. И така, и од сите тие работи, тоа беше првиот мотив и тоа што многу ги почитуват тие луѓе. А сега, искрено да ви кажам, во моите зрели години, јас ја сакам историјата, го сакам мојот народ, и се организираа повеќе такви манифестации за народите од овие простори, посебно за нашиот македонски народ. И тоа беше кога беше унисоно во Португалија, ние издадовме фотографии и Друштвото на бежанците од Струмица. И тогаш од тие фотографии, заради тоа што викате една слика 1000 зборови, осознав дека пишаната историја за овој народ, за бежанците од Егејскиот дел на Македонија, кој е протерен во 1913 година, нема многу или има неверојатно малку, и тоа е не во историја, туку во мемуари искажани како спомени. Така. Најмногу ме фасцинира книгата Мемуари од Димитар Влахов. Таа е неверојатна историја за овој народ, со такви поединости, со такви податоци, кои во ниедна читанка по историја ние ја немаме за овој народ. И плюс тоа, сите настани од овој период се пренесени преку спомени. И организаторите на ВМРО сите своите дејствувања ги пренесуваат преку спомени. Само Христо Батанџиев не напишано спомени. Значи, нашата историја ја пренесуваат преку спомени. И затоа, драга Сузана, јас од спомените кои ги раскажуваше мојата баба, ги пренесов во оваа книга многу мал дел. Како и тоа што спомените кои се раскажани од оние кои ја преживеале Голготата и ја платиле со смрт на своите најблиски или со нивната мака, ги именував во оваа книга, кои се снимени на лента, на лента од страна на доктор тогаш Коста Пеев, авторот на книгите Кукушки одговор. Тој многу се занимава со оваа тема. Да, и сигурно сте ја виделе таа книга, таа е напишана на кукушки говор. Така е. Тој го истражувал тоа речничко словенско наречје. Меѓутоа, кукушкиот говор може, кога го чита, да го разбере само некој што го знае. И затоа, јас приличен дел од овие искажувања, овие записи во книгите Кукушкиот говор имам приспособено, така, не преведено, приспособено за да биде автентично на нашиот денешен говор. И многу мал дел кој сметат дека е заеднички за сите, го пренесов во оваа книга. Во оваа книга ги пренесов спомените за градот Кукуш, единствено од мемуарите на Димитар Влахов. Заради тоа што тие се толку исцрпни, толку единствени и точни. Пренесов обичаите само мал дел. А да ви кажам,
Има многу убави приказни пренесени во книгата Кукушки одговор. Потресни. И многу потресни. Да. И од тие приказни ме прашаа зошто приказните ги преработувате. Па добро, викам, ние ги читаме Грин, Андерсен и тоа. Па тие луѓе пред 150 години ги слушнале од нивните дедовци и баби. Значи, немале ни телевизор, ни интернет. Значи, тоа е културното богатство на овој народ, да животот на животните, од навиките на животните ги пренесува на своите деца, зашто служат приказните, за да го воспитат и образуват еден човек. Овој народ е воспитуван и школуван од најпознатите македонски дејци, од Константин Миладинов, од Рајко Жинзифов, кои биле учители во градот Кукуш. И Кукуш го има дадено, човекот има дадено многу на професори, адвокати, лекари, и од тие што побегнале во Софија, ги знам јас една плејада, го дал Гоце Делчев. И сега, преку пишувањето за Гоце Делчев, ние фактички пишуваме, освен за неговата фамилија која ги изгубува, сите машки членови за борбата за они, како што викат, автономна Македонија, го кажува и за каков народ се работи, што работат тие луѓе. Колку дуќани имало, со што се занимавале, со што живееле. Еве, од раскажувањето за морарци, описот на Атанасјане беше како произведувале свилена буба. Па тоа е со толку убави содржајни зборови, што денес, кога ги гледам некои емисии, не можам да сватам како не им тече мислата како на овие луѓе. А овие луѓе се школувани преку црквата. Апсолутно. Немале редовно школување. И го немале и тој континуитет. И таа должина и можеби содржајност на образованието, но имале некоја природна интелигенција, некоја мудрост наследена низ генерациите, која што го бистрела нивниот ум и правела мислата да им тече. Ако ги најдете дел од овие описи, може да ги прочитаме. Мене ми беше еден од најпотресните моменти кога се зборуваше за исчезнувањето на некој начин на малата Марија. На сестра на баба ми. Така. Колку само вакви потресни приказни имаат да раскажат бежанците. Неверојатно многу. Грабнати, откорнати и живи деца, меѓутоа и за секогаш променети судбини. Едноставно едно толку турбулентно време за кое што има многу да се пишува и запишува, а најверојатно тоа може би бил и вашиот порив да се спречи да останат некои работи во заборавот, туку да се измолкнат од премолчаното и да останат за секогаш потврда за една голема трагедија. Вие многу убаво ме насрочивте, меѓутоа да ви кажам, сега нема може би редоследно. Точно тоа е да не се заборави. На одбележувањето на 100 години во Струмица собранието формираше градоначалникот на Струмица формираше една комисија и тогаш се заложивме да се издаде една публикација за одбележување на овој јубилеј 100 години и јубилејот беше со зборовите да не се заборави. Од тука да не се заборави се дадоа само најосновните елементи за она кој народ како побегнале, но исто така во оваа публикација е отпечатена и карта на Кукушка околија, односно на оваа население, кое е протерано во 1913 година, со имињата, старите имиња на населените места од кои се протераните, прогонетите, кои добиле едно име бежанци, заради тоа што навистина не знаеле како да ги менуваат бежанци. И оваа беше фактички на мотивот што прво почита спрема нив и тоа што после оваа публикација, верувајте, за 2-3 месеци истата беше распределена, раздадена на луѓето и се повеќе од тие што имаат некој потомок, баба, дедо,
од еве и моите родители се родени од Струмица, меѓутоа баба ми и дедо ми се од градот Кукуш, на мајка ми се од Аканџелија, од таму има. И сега еве пред скоро време ми побара една колешка, јас морав да ја фотокопирам, да ја дадам ова. Сега, ви кажав на почетокот дека почита и честа и љубовта кон моите предци и кон целиот овој народ ми даде најголем мотив за по повод 110 години. Оваа година е 2023, 110 години од прогонот на македонците од Егејскиот дел на и за тоа ја издадов оваа книга. Заради тоа и го дадов овој символичен насив и за тоа на корицата која ја црташе внуката од сестра ми Марија Конева и кажав да ми нацрта едно пиленце кое стои на гранката, сака да летне, ама не може да летне. Еве тие они се прегонети како пиле, ништо не носи со себе, меѓутоа никој пат не можат да се вратат назад. Ова насловот е многу автентичен и многу индикативен, затоа што овој наслов, ова вечен сон ќе шојме, јас го имам слушано од моите, дури и дедо ми кој што не бил роден во Кукуш, меѓутоа ги слушало татко му приказните дека ќе си одат, се сеќавам дека велише уште еден пат да одам там, земната да бацам и да умрам. И тоа се некои зборови кои што оставиле трага во мене, кажани на бежански, нели, говори, сваќаме дека не само луѓето кои што се првата генерација бежанци, туку и нивни сонуваат, копнеат и ми е наследена таа љубов кон нивната родна грудка, затоа што сепак, иако се родени овде, тие имаат носталгија кон кукушката околија. Па, ова кишјоиме најверојатно ќе остане уште генерации. Сакав тоа да го, заради тоа што кажавте, што сум свесна и го знам тоа многу убаво од моите баба и дедо, сум го слушала и милион пати од свекорот и свекрвата. Мојот свекор Стојан Бајрактаров се од една фамилија која во Беглерија биле многу имовити, богати, со ергела коње имале и затоа и се викале Бајрактарови, Бајрак го носил нивниот коњ, имале кошари пчели имот. Имале и друго имот во кој го откупиле во Драгомирци. И од нив таа носталгија дури некој пат нели не сакаш, ама они стално ја повторува, како да вчера да се случило тоа и ми останало тоа запишено во главата. Мојата свекрва кажуваше дека татко и Тано бил затворен во Беас куле, во Белата кула во Солун. Пак за автономна Македонија, како тие ја минува, и за време на уриетот успева да избегат. Фактички тогаш немало стража и заради тоа остануваат живи. Инаку тие што биле однесени во Анадолија, никој пат не се вратиле. Сега и другата работа за таа историја за бежанците и за тоа што е запишано во книгата, сигурно тие што ќе сакаат, а верувам од потомците многу души ќе сакаат да прочитат. Јас за сестрата на мојата баба напишав, дадов наслов Приказна низ солзи. И до сега ја имав публикувано ова историја, така да кажем, оти кога ќе се запише еден настан од животот, тоа е веќе историја. Таа била сестра близначка на баба ми, со другата сестра. Нивниот татко е убиен. Убиен заради тоа што учествувал во атентат на турски бек некој, што ги клеветел и барал многу пари да му работат без пари, а тој бил полски падар. И носел стално пушка со него и заради тоа бил ставен стража. Меѓутоа, секаде има шпиони, го пренесуваат тоа дека и тој учествувал, е убиен и они се останати сираци, баба ми. Мајка и Танка со 4 деца, баба ми најголема, 2 сестри близначки, Божија и Марија и брат Кирил.
Сега, сестра и Божија и брат и Кирил бегаат сите заедно, останати се во Софија, а баба ми со дедо ми дошле во Струмица заради тоа што имале сестра дедо ми мажена во Струмица и мислејќи дека кога ќе заврши војната ќе се вратат 17-та година на своето и имале куќа во Кукуш и така. И сега одма до нив имало турско семејство кое немало деца. Бегот одел по трговија во Солун, девојчини на баба ми мајка и мојата прабаба работела по нивите како аргатка. Бегот понудил да и помогне од комшии биле, немале меѓу дворовите ограда, некој капиџик да поминат и двете куќи како споени дворовите биле. И си играле и тука. И рекол бегот да и помогне на баба ми, меѓутоа ја замолил да една Марија да биде почесто кај Анамата, да не биде сама, па белки ако се радува на неа, Господ ќе им даде детенце. Баба ми се согласила. Меѓутоа се согласила кога нема да е дома, да оди таму, да ја причува, да и прави друштво на Анамата, но не можела да свати дека ти има задни намери. Тој навистина и помогнал да земе машини или алати за правење на шајак. Баба ми шиела, везела, работела се пребаба ми фактички. И така и ги научила и своите ќерки. Но овој бегот еден ден кажува дека, јас кој имам тоа детално опишано во книгата, кажува дека ќе оди по трговија во Солун. И баба ми уопште не посумњела прабаба ми танка дека може нешто друго да замисли. Натоварени во колата и тргнува. Само оваа Марија рекла, ами да ја земеме и Божана, близначката и сестра со неа, и Софија. И бегот рекол, друг пат ќе ги земеме и нив. Чекале вечерта да се вратат од пазарот Солун. Не се вратиле, другиот ден не се вратиле. И така почнува да ги фаќа паника. Баба ми оди да кај нејзиниот брат, заради тоа што па од дедо ми, прадедо ми, братот бил во Солун. И му кажува шо е работата и доаѓа, тај да видиме во куќата шо има, шо е работа. Кога ќе влезат во беговата куќа, она празна, само на некое место ставено како стари работи покриени. И тогаш што викаше баба на мама ја апна змијета. И тргнува да ја барат. Ја барат скоро многу народ и од Солун и од Кукуш. Ви кажав, дедо ми, прадедо ми имал брат кој работел трговија во Солун и бил така по-виден човек во Солун, што работел трговија на пристаништето. И таа е една историја која не им раскажа, но никој пат после бежанството не се виделе со братот на дедо. Тој човек презел се и на бродовите се распршал, дали е поминато со девојче, такво, толкаво, ништо. И никој пат не ја нашла. И од тогаш мајка и на баба ми завила црно и останале без својата ќеркичка. Тоа е негде пред бегството, 2009 година. 1909 година некаде. И заради тоа, јас не можев да сватам зошто баба ми плаче, а она, тоа не се заборава. Она била 11-12 години, знае се како било и така. И остануват и без татко, и без сестричка, и после животот ги тера со сите бежанци. Баба ми се мажи во Кукуш за дедо ми. Дедо ми е од занаечиска фамилија и така. Има сигурно уште многу приказни кои што треба да ги запишете. Ви навираат ли сега кога зборуваме и други приказни и други сведоштва кои што не успеа да се сместат во книгата? Јас искрено да ви кажам, имам запишано повеќе од тие. Меѓутоа, повеќе ги запишав за да ги имат како спомени моите внуци, кога ќе го отворат компјутерот, фамилијата, поширока од брат ми и сестра ми, така. Меѓутоа и они ги знаат. Брат ми исто знае пуно работи и од и он е 2 години и помал од мене, ги слушал сите тие работи и моите братучеди. И затоа
Тоа што лично се однесува за фамилијата го имам за нив, а тоа што е општо за сите да го знаат, а и преку личното да кажам дека тоа е вистината, тоа го пренесов во оваа книга. Сакам да ви кажам дека еве публицистката Кица Колбе која ја цитирав, има напишано дека во својата колумнија дека не треба да се верува на тие што ја пишуваат историјата, него на оние што страдат од историјата, оние што го преживеале тоа и што крв го платиле, тоа што го преживеале. Нашите предци го платиле со крв, со мрака, со страдање. Замислете во тоа време без ништо да тргнете во бел свет, дотогаш непознат, да живеете со месеци под палатки, шатор или се биле како. Палатки ги нарекува они, а тоа е сигурно на 4 дрвја закачано некоја черга. И како цигани, а пред тоа баба ми кажуваше дека куќата им била приземна со мраморни скали, може би се биле 3-4, ама биле мраморни. И обавезно имале тавани на куќата. И сега да дојдете во тука, во овие краеви, и да ве нарекуваат дека вие сте ништо и да ги плашат децата. Бегајте, ќе ве дадум на бежанците, како викале и така. Заради тоа и сакав да се знае таа историја, а и сакам да ви кажам дека хуманоста на луѓето најмногу се гледа кога се помага во страдањата. Еве сега овие луѓе што мигрираат, може би дел од нив се од други причини, како што пишува во медиумите, но многу голем дел, сигурно неодарно, ги напуштаат и бегат од смртта и од теророт и од сите други маки, напуштаат се. Сега, за разлика од тогаш, има и превозни средства, а они се бегале со боси, со неубави, кондури, со ништо и со ништо така. И може би и затоа во најблиските краишта, каде што можеле пребегнале, токму поради тие тешки услови во кои што смигрирале во тој миг. Што треба да правиме сега во овој денеска, во денешно време, затоа што констатиравме и вие потврдувате дека малку се посветува внимание на историјата, на културата, на сето она што се па и на траумите на бежанците. Што да направиме? Како да се фатиме за ум? Првиот чекор, еве тоа што ме поканивте веднаш. Значи, треба тоа да се афирмира. Јас ви кажав и тогаш и сега. Тоа не е книга на писател, тоа е еден документ. И верувам дека со тоа што останува запишано, тој што сака или тој што го влече како корен или што сака да знае за овој народ, ќе ја прочита. И едни основни сознанија ќе добие или ќе добие патоказ каде може да бара. Да ги прочита книгите Кукушки одговор, да ги види и сите тие други истражувања кои ги има снимено тој на магнетофонска лента, замислете и од неа сите тие транскрипти ги пренесува во книга. Да ги прочита мемуарите на Димитар Влахов. А тоа што не се толку афирмирани, тој дел од македонскиот народ, се должи и на тоа што повеќето од нас не сме гласни. Некои луѓе, не знам зошто, не го кажуваат своето потекло. А баш напротив, треба да се гордеат со тоа потекло. Еве, егејците од Костурско, Кице Колбе нема ниту една колумна без да не спомне дека нејните се од Бапчор, од Костурско, 48 година, како се пребегнати, како се дојдени и тоа како деца раселени се. И на тој начин, значи ако сме гласни, ќе го пренесеме тоа што е и да се знае и да не се страмиме од нашето минато. Ние навистина не сме успеале да формираме држава, меѓутоа во тој период Отоманската империја и мојата баба викаше ние никој пат не сме биле под друга власт, само под Отоманската империја и доаѓаат тука во Македонија и тогаш кога дошле они веќе било српско, така кажуваше. 17-та година се прво бегат за Софија, па доаѓаат во Струмица. И така на тој начин ќе допринесеме
и да се афирмира и да се знае. Ако немаме држава, тоа е наша историја. Не е битна државата. Преку тие спомени, еве ви кажав, спомените се историја, жива вистина. А историја нема заради тоа што не платила државата како организациона форма, за да се напише тоа, да го има во учебници. Школите биле во црквите. И во книгата имам напишано колку цркви имало, колку школи во Кукуш. Дедо ми еден период оти било писменет и оти помагал на зет му во Солун. Знаел да пишува и да чита и замислете во преку црквата, преку унијатската католичката црква, да прати да учи деца да се описменуваат во селото женско. И тоа било периодот кога се оженил за баба ми, веќе, а се оженил заради тоа геомети да не го земат војска, ама пак после прогонот и него го земат војска и така. И бидејќи има и интересни записи на народното творештво во оваа книга, јас би сакал овој разговор да го заокружи стихови од овие записи, еве од Кукушкиот говор од Коста Пеев, од Магда Петрова, од село Крецово. И вели вака: Мојата свекрва е од Крецово. Вашата свекрва од Крецово. Едноставно на овие простори најверојатно нема човек од некој од кукушките села што нема да каже дека има корени, така што меѓутоа малку се знае. Еве вака ако не зборуваме, најверојатно нема да се лоцираме. Кој од каде потекнува. Еве јас и за вас не знаев, а и да ви кажем на задната корицата, едната е една песна. Видете таму што пишува, таа пишува за мома македонка, не пишува друга националност. Така, бугарка или гркинка. Гркинка, заради тоа символиката ви е. Баш ми е драго да ја прочитате. Дека стои мома, дека грее, како деница звездица. Лудото стои преку плетот, на девојка вели говори. Што многу бре девојко, пирин планинко, што многу сношти седевте, дали добри гости имавте, или лути турци душмани, еве како ги нарекуваат турците. Не беа лудо да младо, не беа турци душмани, туку беа моите стројници, голем ми нишан донесоа, тенки ми дарови земаа. 3 години стана Стамболка го шетам, ова веќе и во другата, Јано Дамјан, ова е веќе друга песна, а оваа само единствена во кое што ја насетуваме разделбата меѓу влюбените, затоа што ова е толку чест мотив, кога, а особено во тоа време, кога девојката секогаш била давана на поимотното семејство, на оние кои што ќе понудат поголем мираз за неа. А сакав пропуштив да ви кажам, и изобщо се зафатив точно со книгата на Коста Пеев. Во книгата имам го цитатот од делот рецензијата на великанот на Македон Блаже Коневски. Па би ве замолила, еве вие да го прочитате, ќе ви кажам каде, цитатот што вели Блаже Коневски за книгите Кукушкиот говор во делот од неговата рецензија. Тоа е во воведот. Вовед овде од почетокот претпоставувам. Еве Блаже Коневски. За вредноста. Во дел од рецензијата на книгите Кукушки говор од доктор Коста Пеев, македонскиот великан доктор Блаже Коневски како рецензент запишал: вредноста и интересноста на оваа монографија се зголемува посебно со тоа што таа му е посветена на еден говор кој што е, поради познатите историски околности во Егејска Македонија, подложен на исчезнување во својата матица. Авторот бил поставен пред задачата да врши еден вид реконструкција на Кукушкиот користејќи ги поранешните записи и соопштувања и спроведувајќи и самиот анкета меѓу припадниците на тој говор преселени во Македонија.
Со сета таа работа, доктор Коста Пеев ги надминува по своето значење чисто лингвистичките рамки, затоа што заштитува и одбранува пред заборавот еден важен дел од националното и културното наследство на македонскиот народ. Дали Да, треба тоа е нешто? жива вистина, Да, така е. треба ли нешто друго да кажеме за мотивите кои се Така е. за мотивите и тоа да се знае и да не се И заборави. да не се заборави, така Така е. е. Ова беше навистина многу емотивен и инспиративен разговор. Ви благодарам што успеавте да разговараме, да дојдете, Само да заштитиме дел од спомените. Вие рековте дека дел од спомените кои што ги имате од своите предци ги чувате за личната архива, меѓутоа личната архива во еден момент станува национална архива, па јас се надевам дека ќе се охрабрите и ќе ги објавите затоа што иако се однесуваат на вашето семејство, тие индиректно се однесуваат на целиот бежански народ. Јас ви благодарам и да ви кажам, точно е дека се однесуваат, заради тоа и се повторуваат, оти Така е. биле заедно кога ја терале маката, кога тргнале да Така бегат е. и кога струма ги однела некои луѓе. И кога дошле во Софија и се тоа е заедничко за сите. Заедничко е и името бежанци. Па ќе видиме да даде Господ здравје. Па Може би мислам ќе таа дојден- љубов и таа почит пред се. Прво почит и љубов и чест за моите корени би сакала ако даде Господ да направам уште нешто. Така. Да Се запишем. надевам дека ќе се случи тоа и ќе имаме А можност јас ви повторно да благодарам, зборуваме. еве што така меѓу првите ја прочитавте и навистина до сите ситници ги имавте забележано во Ви благодарам. овој книга документ, така да го Ова е наречам. многу важен документ со оглед кога станува збор за еден народ кој што имал многу да каже, но се она што го кажал останало усно и се она што го имала имал многу останало преку границите. Сепак важно е се што знаеме и да го документираме за да може да биде еден архив за иднината. Ви благодарам уште еднаш. Уште еднаш ви благодарам и на вас, па да продолжите со таква работа. Ви благодарам.